Синдикатот за земјоделство во Италија е заинтересиран да отвори канцеларија во Македонија, за да им овозможи на работниците кои доаѓаат одовде полесно да ги остваруваат своите работнички права. Според неодамнешните најави, италијанскиот агросиндикат, кој има повеќе од 200.000 членови, од кои над 1000 се македонци, планира канцеларијата да работи во источниот регион, со оглед што најбројното членство му е токму од Кочанскиот, Виничкиот, Малешевскиот и Пијанечкиот дел. Со отворањето на канцеларијата, нашите работници ќе можат полесно да ги обезбедат потребните документи, бидејќи токму во периодот за дневно поднесување од јануари до март во тековната година, граѓаните се принудени да одат во Италија и да поднесат апликација. Представништвото на земјоделскиот синдикат треба да им го олесни целиот процес, односно ќе нема потреба да се патува надвор од Македонија пред да се добијат потребните работни и други дозволи. На средбата на иселениците од регионот, што викендов се одржа кај виничкото село Драгобраште, од македонското здружение Понта ди Петра, кое 5 години работи во Италија, рекоа дека даваат целосна поддршка на иницијативата за отворање на канцеларијата на италијанскиот агросиндикат кај нас. Голем број од македонците таму се работат земјоделство. Ти имаат потреба овде, бидејќи имаме сезонски работници, голем е бројот на сезонските работници, така што наместо да доаѓаат сезонските работници да вршат некои практики административни во Италија, ќе може да ги извршат овде. Според Захариева, само во областа Пиемонте во Италија има над 10.000 македонски граѓани, од кои поголем дел над 15 па и повеќе години имаат работен престој и се ангажирани најголем дел во земјоделството и градежништвото. Од италијанскиот земјоделски синдикат е добиено ветување дека освен за остварување на работничките права, нивните членови, без разлика од која земја доаѓаат, ќе им обезбедат и секаков друг вид помош, од потреба за обновување документи, за добивање извод и документација за новороденчиња, па до обезбедување медицинска грижа при повреда или болест на нивните членови.